Кога се готви, можеме да очекуваме се. Кога некој нешто работи во кујната, се случува некогаш и нешто да подзагори, нешто да се истори и да се направи една таква убава магла, која што ние имавме во претходната емисија. Но сето тоа резултираше со одлични вкусови и нашите асистенти во вчерашната емисија задоволни ги испративме дома. Драги мои, добре дојдовте и во денешното издание. И денес ќе се потрудиме да бидеме единствени и најдобри во она што го работиме. Шеф Бобан и шеф Никола ги поканувам покрај мене, па започнуваме заедно. Ајде, шефови! Браво за шефовите, стигнуваат на време. Здраво, живо. Павле ми пие. Здраво, живо, Саја. Здраво, здраво. Саја, поносен од вчера, уште од... Здраво на сите. Од Павле, од Димов, да, и така, цел ден денеска си ја пеал. Да, тоа билам се случува кога се готви во кујната, нели, кога брзаме поготово нешто да искрсне, да не оди како што треба, но важно крајот го краси делото. Така се. Да, Павле, среќен, шеф Никола, Павле, среќен се научи да јаде брокола. Да, си касна вчера, се надам дека ќе продолжи понатаму. Јас среќен, од Диме ни малце бевме, но денеска нема да биде. Шеф Боби, денес пречекуваме нови асистенти, што значи нови возбудливи моменти. Така е, Сања, нови асистенти, нови јадења, нови вкусови, пробуваме секогаш да подготвиме нешто ново. Ајде да видиме каква енергија ни носат денешните асистенти во брза кујна и што вкусно на крајот ќе сервираме тука на оваа трпеза. Одиме на позиција. Ајде. Да, како што и реков, и денес имаме супер асистенти кои што не пристигнуваат во брза кујна, ќе се готви, ќе се ужива и можам да ви откриам и ќе се пее денес. Да, а ние тоа си го сакаме, а го сакате и вие пред ТВ екраните. Шеф Боби подготвен да ја пречека неговата денешна асистентка, таму сите заедно ќе ја запознаеме господја Марија. Марија, добре ни дојдовте. Добре ни дојдовте во брза кујна. Повелете. Како убаво ни изгледате, ви благодариме што сте тука. Господја, добре дојдовте во брза кујна. Благодарам. Добро расположени сте, повелете, оставете си тука торбичката. А за уште подобро расположение и денес повторно ќе се погрижат нашите пријатели манастирски локум. Локум направен по традиционален рецепт на отец Фоти од Беровскиот манастир. Од мојот крај. Од таму ли сте, Беровчанка? Јас сум Пехчево. Од Пехчево, да. Нека ви е на здравје, засладете се со овој локум. Поздрав до Перово, до Пехчево и до сите. А сега да видиме какви намирници ги носи Марија. Ајде да видиме што вкусно денес ќе подготвиме. Таа налва на кристал. Имаме убави врапови со чија. Тоа е моја омилено. Така е, чадена сланинка. Имаме тука мешан микс зеленчук. Имаме дуњи, две убави дуњи. И главното. И микс мешано свежо мелено месо. Рибичата, хвала Марија. Ви благодарам многу господи за намирниците. Одлични намирници ми имате донесено. Имаме приубаво свежо мелено, мешано мелено месо. И сега вака. Да. Прво што ми оди на памет за нашето предјадење, тоа се со овој мешан зеленчук кој што го имаме. Најпрво ќе пропршиме кромиче, ќе додадеме од мешаниот зеленчук, внатре да се пропрши исто така, ќе додадеме малку доматен сос, ќе додадеме дел од меленото месо внатре исто така. Сето тоа убаво ќе го пропршиме ситно сецкана сланина, ќе додадеме внатре, ќе направиме еден убав микс каде што на крајот враповите кои што ги имаме со чија, ќе ги наполниме со целата таа смеса, ќе ги свиткаме убаво во ролничка, ќе ги ставиме во еден сат за печење, од озгора ќе додадеме рендан кашкавал и ќе одат во рена да ни се печат. Тој ќе ни биде како предјадење. За главно јадење предлагам да направиме едни уштипци. Уштипци со сланината која што имаме, ситно сецкано лукче внатре ќе ставиме, магдоно ситно сецкан ќе додадеме, перцов младо кромиче ќе додадеме, меленото месо убаво ќе го замесиме со едно јајце малку брашно, ќе направиме една убава комбинација каде што ќе направиме едни уштипчиња на скара, ќе имаме количина на уштипци доволно,
на скара ќе ги ставиме убаво да ни се потпечат, а потоа на крајот ќе направиме еден убав сос со остатокот од чадената сланина ситно сецкана на коцкички, ќе додадеме малку крем за готвење и ќе ги прилиеме одозгоре. Ќе имаме одлично главно јадење. Дел од тортилјата која што ќе ни остане можеме да ја употребиме како гарнир, да направиме некој чип со тортилја, тортилјата можеме да испечеме на скара па да искршиме така одозгоре да додадеме, ќе видиме како ќе биде до крајот на емисијата. Десерт. Имаме дуњи и таа налба. Во моментот, вака како размислам, имате некоја желба прво да ве прашам, господјо, за десерт или сакате... Јас све јадам. Во моментот прво ми доаѓа дуњата да ја излупиме, да исечеме на куцкички ситни, да ја ставиме убаво да ни се свари, да направиме еден пудинг од дуња. Да ставиме дуњата да ни се вари со малку ванилин шекер, малку шекер, ќе додадеме вода внатре, ќе додадеме сок од лимон внатре и на крајот, откако ќе ни се свари дуњата, ќе додадеме таа налбата. И се тоа ќе го сервираме дали во чаши, ќе видиме како ќе биде до крајот на емисијата. А ќе гледаме сите заедно како денес ќе тече работата во тимот на пиперките кај шеф Бован и неговата денешна асистентка Марија. А сега наред е и тимот на даматите. Да ја запознаеме асистентката на шеф Никола. Ја поканувам госпоѓа Блага. Госпоѓа Блага, добре ни дојдовте. Добре ве најдов. И вие сте ни одлично расположена и прекрасно ми гледате. Еве еден поздрав со тимот на пиперките. Господјо, добре дојдовте во Брза Куина. Повелете, поздравете се со вашата пријателка. Повелете кај шеф Никола. Здраво, живо, мадам, добро ни дојдовте во Брза Куина. Повелете, оставете се тука. Првичката, вака, тука, одлично. Манастирски локум со Вие вкусна може да се чоколада и заплажите портокал. прво. Аха, добро. Да, ние како добри домаќини мораме. Да ни тргне работата и муабетот. И благодариме. Ајде сега може да ги Оставете вадите таму. на мирниците. Може. Ајде сега да видиме. Што вкусно? Те спазарили што ние ќе готвиме. Моцарела. Моцарела. Имаме колачиња некои. Што се овие? Круши. Круши, ајде. Еден мудар Еден патиčan. мудар патиčan. Имаме суџук. И пилешки имаме дропчиња со срциња. Ајде нешто. И нешто да направиме. А, мораме да смислиме, како не. Ќе смислиме како и да е. Добро. Вака, ќе почнеме од главното јадење, пилешки дроб со срциња. Ќе ги сецкам, кратко ќе ги ставам да се обарат. Малку, еден клуч вода да фрлат, со малку сол, потоа ги переме под млаз вода и ги тргаме на страна. Ќе направиме еден сос убав од ситно сецкан пропоршен кулен. Прас ќе ставиме внатре, кромит ќе ставиме, мудар патиčan ќе додадеме внатре. Ќе додадеме говедска супа, ако имаме коцка. Ќе додадеме малку црвен пипер, дака е бујон, ќе ставиме вода и потоа на крај ќе ги ставиме дропчињата и срцето внатре. Кога све тоа ќе го сготвиме, ќе го ставиме 5, 6, 10 минути максимум време, они ќе бидат готови, зашто што повеќе ги готвиме, толку ги пресушуваме и не се вкусни за јадење. Тоа ќе не биде за главно јадење. Пред јадење убави намирници од типот на мудар патиčan, суџук и моцарела. Убава комбинација да мударот патиčan го сечеме на ситни коцки, суџукот на ситни коцки, го измешаме со младо кромиче, макдонос, ставиме јајце внатре, додадеме малку брашно и направиме една убава тестенце. На хартија за печење иде во редна. На половина печење го вадиме, ставиме моцарела одозгора и го враќаме во редна. На крај убаво тоа ќе се растопи и ќе биде превкусно за убаво едно предјадење. Тоа го решивме. Супер. И сега десерт. Сега десертот мене најголемата мака, па и на мене и на Боби, нас готвачите најголемиот проблем десертите. Не сме сладкари, ние сме готвачи, тоа е проблемот. Ама сепак знаете нешто убаво да направите сега. Тоа ќе направам. Една тава со така едно 5 лажици шекер да се скарамелизира убаво со малку путер. Крушката на коцки ја ставаме внатре да се скарамелизира, а колачите правиме едно тесто. Го сипуваме врз самиот карамел и го печеме во редна. Кога ќе преватиме карамелот веќе ќе почне да се растопува, ќе биде врз самиот колач, заедно со крушите ќе имаме преубав десерт. Па, што биде, нека биде. Да, сега. Што биде, нека биде готово за 20 минути поставено на трпезата. Само така ќе успеа денес тимот на доматите, составени од шеф Никола и неговата денешна асистентка Блага.
Одлично е се во нашето студио, подготвено. Очекуваме старт и забава во следните 20 минути кои што почнуваат да течат. 3, 2, 1, сега. Ајде. Веднаш да земеме да ги излупиме најпрви дуњите, ситно ќе ги исецкаме, јас ќе ставам веднаш водичка да ни се вари шекерче тука, шербетче да се. Ајде, Марија, одлично расположена денес да ни подготви нешто заедно со шеф Боби. Шекер, зошто ставаш? А за дуњите? За дуњите се ги свариме убаво. Нема, имаме време, пополека, не се брзаме, Марија. Само пополека шеф Боби може сето тоа заедно со вас да го заврши за 20 минути или вие па може не верувате. Па, како ве пратам, верувам. Гледајки, не? Да. Завршуваме вака на екран, завршуваме. Да. Но што се крие зад екранот? Сега. Да, сега ќе видиме Боби ќе подготви нешто, а накратко Марија да ни каже нешто за неа, затоа што ете, денеска прв пат ние во брза кујна и има многу убави работи кои што сака да ги сподели со нас, па да почнеме. Да. Вие сте Марија? Јас сум Марија Кирич, инаку сум мајка на 2 керки, на 3 внуки, Дина, Нела и Тара. Нина, Да. хубави имиња, нека се живи и здрави. Сите да се живи и здрави. Двајца зетовци супер Погодени. погодени, Тоа е да, најважно. погодени. И така, иначе пензионер сум. Што работите, Марија? Јас работев во железница 40 години веќе. Цел работен стаж Мислам, таму да, бидеш. а инаку 10 години сум во пензија. Не изгледате така. Да. Може ве пуштиле порано во пензија, нешто не е како што треба. Од кога се пензионира, се запиша во хорот руски. Во руски хор, зошто Да. во руски хор? Вие не сте русинка? Не сум русинка, ама сакам Руска музика. музика, да. Браво. И од тогаш А, па сме господја нон-стоп. денеска, затоа Сања најави дека ќе имаме добра песна Да. денеска. Многу сте Нон-стоп. пријателки со Блага. Со Блага сме колешки. А исто е И железница многу колешки. сме, не колешки, по хор. А од хоро, да. Да, по хор сме. Одлично, супер. И така да си пееме, мислам многу неубаво, се дружиме. Навистина ќе има што да ни Учествуваме поделите. негде, мислам било каде, кај ќе не викнат. Си го исполнувате едноставно вашето време и тоа ни е на нас навистина драго. Шеф Боби, знаеш руска музика, руски Па, песни? Сања, не знам, ама Како ќе тргне, ќе видиме, може ќе ќе знаеш. видиме, може ќе Може почнам. знаеш, Ќе може не ракоплескам ако не Сања, или Да. ќе правам ти на. Ајде, нешто да сакате, така ќе ги пееме. Вашето пријателство е 10 години старо од хорот. Руски, како се вика хорот? Руски хор Славјанка. Руски хор Славјанка. Тој е тука во Македонија, долго време постои тој хор? Па јас таму членка сум 18 години. 18 години сте вие членка. Вие имате некој руско потекло нешто Не, што? не. Туку едноставно руската музика и класика себе. Јас секоја музика ја сакам. Прво почна во Кочураци, таму пеев. Меѓутоа, мојата пријателка, да ја поздравам, Вале. Поздрав за пријателката Вале. Вале, пријателката. Она вика, ајде кај одиме во рускиот хор, Славјанка. Јас викам, не знам руски како ќе пеам. Се научиш. И така почна и остана више 18 Браво, години. значи дека ви е многу убаво. Да, убаво ми е, убаво се сложуваме сите како една фамилија. Ги поздравувам членките. Колку членови сте? Па, бедно 18 да кажам. И е поздравувам диригентката Олја Деспотович. Олја Деспотович, ете поздрав и за неа. Поздрав, голем. Сигурна сум дека имате и многу убави патувања со хорот и надпревари и се. Тоа е вистинско убаво дружење. Да, супер ми е. Браво. Да. И така. Инаку и вие сте пензионерка, Пензионерка. Баба? Баба на 2 внучина. поздрав за целата ваша фамилија. Внук и внука. Ви благодарам. Здрави, живи сите. Добри се. Тоа е Да се најважно. поминуваме така. Тоа е. Имате убава слога со нив. Да, да, Што да, работите вие, Блага, инаку? Јас во музеј на Македонија. Музеј на Македонија. Имале убава работа. Убава. Исполната со убави луѓе со културни Така, точно настани. со културни, така. Да, секогаш во музеот има убави настани. Секогаш. Леле, ќе биде циркусо. Ама ќе видиш. Добро, барем нема да се задими во кујната како вчера. Нека биде циркус, ама нема што. Дим да има и магла. Так, јас по музиката многу ја сакам. Отидов на аудиција уште кога беше во старата телевизија. во националниот сервис. Да. И отидов таму, ме примија на аудиција, покојни Мате Груевски, Миле Брзанов, почна да пеам, да снимам. Меѓутоа, забрана имате со тога.
Имавме неодамна една гостинка која што ете Нема да препознаа како одиш. гласот на Васка Илиева Добринка од Виница. Нејзините родителите на 12 години забраниле да пее извонреден талент. Не така. Но Исто, ете. ми забрана, ама јас си почнав Еве ми праве, ама еве ја не послушам. Јас сега тука каде што се бучи се преправам во другата кујна Да, можеш Сања, ти да благодарам многу. промешаме оваа смеса од зеленото месо Уште и миксор. О, но уште тоа. Нека се пропржи убаво, со ова ќе се полна Супер, Сања, браво, ти благодарам многу. раповите. Марија, вие сте сакале ли некогаш ете да изградите можеби музичка кариера или нешто така? Па јас учев музичка. Учевте музичка. Ајде, доста зборуваме да го чуеме тој убав глас и нешто, може ли? Сега, дали ја, дали Блага да почне? Како сакате, ја дојдов кај вас вие да почнете? Нема проблем. Ајде. Проблем, само Шеф е тука, подготвен, а и гледачите сигурно сум дека Ајде да видиме. очекуваат Може, да нека чујат руска нешто. прво да почнеме, а? Може. Така? Јас немам проблем. Руска мелодија. Ајде, додека Некоја Бобе што ги ми правим лежи на штипците, срце, да. господјо, најмногу. Па добро, таа е, мислам, сите ја сакаат подмасковнија вечери. Да. Не слишни саду, даже шорати, Тука дуњите се вие, дека си пее. где се замера до утра. Если наливи, как мне дороги, подмосковные вечера. Если знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Браво за вас. Колку ви е таму убаво, сигурно во тој хор вака убава руска музика, си пеете, си уживате. Секоја чест за вас, Мари. Се пронашле баш убаво. Баш сакам во таа ситуација што сме сега да ги поздравам моите колешки од хорот Славјанка од рускиот хор. И ние ќе ги поздравиме сите на чело со диригентката Оја. Да. Така, ја поздрави Блага и така јас ја научив Оја и ви Обавезно. посакувам уште многу Обавезно. убави моменти на Она дружење, ни е главен концерти. Да. диригент. И некогаш да не поканите кога ќе имате концерт. Да знаеш. Да дојдеме. Ова може сега ситно да го исеткате, додека еве Боби ја завршува сметата за тортилите. Додаде малку и доматен Доматен сос. сос, смешано, значи неленка, лукче ситно сецкано, бибер обавезно да има Сања биберче, зашто ќе го направи многу убав да биде вкусот натре. Ова ќе биде многу убава комбинација. Одлично. Имаме сето тоа подготвено. Ништо, срце. Ја готово. Не ме секирете, нема времето, лета. Тешко оди рендањето? Да, не, уживајте. Секогаш имаме Мешајте го проблем. вие, мешајте го вие таму тоа. Тоа јајцата кај што ги матевте. Аха, Ајде, Блага. јајцата, добро. А ова да ви го мешам таму. Не, тоа јас таму, не ме секирете. Тавата си е Да, тука. ете тоа. Нека се пропржува. Така е, нормално. Тука имаме прас, модар патлежан Се гледа све што имаме и сега. суџук. Така, ќе ставиме лук. Натре убаво. И дропчето уште врие. Ај Врие. молим те исклучиво, не ми треба толку. Добро, го гасам. Вриење. Да. Блага, ете малку нешто наслушнавме, на вели Марија дали да почнам јас прва или Блага, па сега вам ви дојде редот. Додека си за макете македонска? убаво. Малку Ајде. ми го вие мене Ајде. тоа. А вие почнете. може слободно да си пеете, да не ви одземува внимание. А ние ќе слушаме. Сега За го. задоволство. Имам многу песни, меѓутоа ајде. Петроле пиле шарено, петроле пиле галено, ај што си толку убава, ај што си толку убава. Да си од Бога паднало, да си од Бога паднало, или убавча никнало,
и љубавча никнало. Ајде, довно. Ви благодариме многу. Довно 2 строфи. Да, браво. Дайте ми рака. Многу ви благодарам за песната, мојата омилена песна, устари на мојата керка, најмалата Калија, омилената песна. Вистина? Петро Лепилеша. Леле, како браво, како да сме се договорили. Да. А дали некој да наследи во браво. фамилијата? Има ли некој кој што ете имам талент од ваш? Многу е, мајка ми пееше многу. И потекнам добро од музичка. Не брајката свират на хармоника, така сите сме музикални. сите сте музикални, Да. да. Кога се собереме на Слава, куќа Слава, пееме сите по цели ноќ. Они свират, ние пееме така, супер си поминуваме. Инаку потеклото ви е Прилепско? Да, Долнени, Прилепско. Долнени, еве поздрав и за да сме слушнале, Да. сега поздрав за сите кои што ја познаваат Блага и цела фамилија. Поздравувам и јас сите. Шеф Никола се израдува за многу. песната, а се израдува Искрено и многу. многу од гледачите. Двете строфи да ги Одамна ја барам да ме испее некој музичар вака по ресторани, ви сите бегаат од песната, а таа е стара песна, не. Стара Иначе од песната. Петранка Костадинова е песната. Да. И- Како Калија ја засака баш оваа? Не знам како случајно ја видела, мајка ми ја има пуштено, абе ја доаѓам ми ја пее Петро Лепиле Шарено, викам, што е со детето, од кај знае песнава, или стана хит по дома, секој ден ја слушаме песнава. Петро Лепиле Шарено. Петро Лепиле Галено, да. А што си толку Баш убава песна, Македонија изобилува со навистина многу убави песничи. Боби, ти ги познаваш ли, ги знаеш ли старите песни? Старите песни, да, сења. Да. Секако, Тоа си сме се пееме увериле. тука, сте се увериле, до сега Да. многу пати сме запеале. Сега каде е следното? Следното ни е малку масло за Да, јадење. но да запеам. отидоа враповите да се Ова може на препекува. перење да го однесеме, господине. Ајде, може тоа да отиде на перење, а потоа Ножето нека стои тука. ќе си продолжиме со песна и со добра готвена храна тука кај нас во Брза Којна. Да. Браво, Бобе. Еве, вака јас ќе ги пресечам. Со песна нели поубаво се готви Многу секогаш? поубаво, Сања. Позитивна енергија господјата ни донесе во студиото. И ги отстапуваме повторно следните минути на Марија. Ево. Ете, со нејзина изvedba на една убава македонска. Да. Стара песна. Параходот ми пристигна збогом ли бе подај рака не плачи милолибе не жалај јас пак ке се вратам не плачи милолибе не жалај јас пак ке се вратам. Браво, Марија. Да, и ти пеете, и си работите. Сега Така дома си правиме. Сега може Така и овата треба. во студио да ја исецкаме ситно, ќе ја свртиме даската обратно. Дропчето така убаво си се. Ете сега го ставив сега. Убари. Колку имаме? Уште Да. 6,5 минути, јас го ставив сега дропчето кое што веќе беше обарено. Во овој преубав сос ставивме говедски бујон, внатре додававме зачини, малку црвен пипер и ова саки си крчка уште 5-6 минути и готова работа. Ќе биде доволно за да имаме едно убаво главно јадење денес, пилешко дропче на малку поинаков начин од оне на кој сме навикнати, Влага. Да. Сакате ли да готвите ви? Да, готвам. Да. Готвам за внуците, обавезно. 18 години дел од хор. Тоа колку често се сретнувате со, еве конкретно сега со хористките од Славјанка? Па ние имаме 2 дена во неделата проба. И таму, после проба се дружиме на кафе, на чајче. А сте биле ли во Русија Како со една хорот? фамилија. Јас не отидов, подош не може. Так. Инаку се Иначе организираат одим. такви. Да. Убава дружба каде што ете жени кои што сакаат Како една фамилија Да. сме таму. Музика. Многу убаво. Да, Браво. точно. Живееме сите, се почитуваме. тоа е најважно. Моцарелата сега. Песенката. Јас си го заборавив. Слушајте музика, ништо друго не гледам денеска, само слушам. Многу убаво мириса се.
Браво. Да, сега оние топлината ќе почнат да се сушат и ќе бидат така баш крцкави. Ќе видите на самиот крај. Додадовме малку мешан зачин Еленка, масло за јадење Кристал, малку буковец додадовме и тие веќе се готови. Јас сега ќе ги тргнам на страна. Любител сте на тортилји, на врапа? Да. Ето, затоа што ете со внимание и гледате како се тоа го подготвува Ова шефот. веќе е готово. Кажете ми, Марија, вие бевте ли во Русија кога се организираше? Да. Како поминавте, каде бевте? Прво во Москва бевме, онака да се прошетаме, па после тоа бевме во Јарослав. Таму, мислам, како сме примени, тоа беше нешто. Може Не таа можеш да малвата искаш. тука да ја додадете, господи? Да. Значи, задоволни од приемот и од се таму што И искусите имаше и доживеавте? премногу, имаше тоа такмичење бе, а ние бевме како гости. Они самите во Русија хорови се такмичаа. Руските хорови. Дали вие се представивте како хор од Македонија? Ние бевме облечени во народна носија македонска. Македонска, а пеевте руски или македонски песни? Или И комбинација? македонски комбинација. Беа воодушевени, сигурна сум. Плача од среќа. Вие не знаете кога, мислам, какви аплаузи добивме. А особено кога пеевме руското, мислам, тоа папури се вика, они беа воодушевени, како ние ја изведуваме. Да. На нашиот хор и мешан, ние сме и македонки, и русинки, има мешаници. Браво. Ете, еден голем поздрав целиот ваш хор. Вие како нивни представници денес во Брза кујна, Блага, ни останавте должна руска песна? А да испеем руска песна? Па зашто да не еден? Еве заедно со шеф Никола, може па и така му ја погодите. Ајде, додека еве го лепчето, десертот е излезен. Да. На малку да го оставам да се подоле, пошто карамел има доздоа. Не знам дали ќе успеам да го свртам, тоа ми е проблем. Очи цорнije, очи жгучije, очи страстнije i prekrasnije, kak люблю я вас, как боюсь я вас, знак увидел вас, я в недобрый час. Браво! Може да си пеат цел ден Марија и Блага, а ние можеме да ги слушаме цел ден. Ајде, Боби, ла-ла-ла. Ете го и наш шеф Боби сконцентриран. Треба да го подучите малку во хорот, да го земете некогаш и ќе се усоврши. Господјо, не ви се допаѓа? Боби, немате да ми го разочарате. Моите уши не се навикнати на фалш. Ох, леле, душа моја. Па јас себе сега учам, не сум оперски пеач, уште станат, ама Ама ќе биде, а до крај нашите асистентки имаат 2 минути, не мора да го слушаат Боби како пее, но трпезата мора да се постави. Ајде. Една шпанска. Може и шпанска додека ја поставувате трпезата, земете го виното и одете. Вино, прибори, салфетки. Ајде, Марија. Ајде, господјо. Може, ајде. Можеш виното, приборот, салфетките, се што сакате правете, но за 2 минути да биде се поставено на трпезата. Јас ќе молчам, вие пејте. Ајде. Почнете. Чаши, господјо. И двете? Да. Полака да ни имаш кисело. Ајде, Марија, песната ја чекаме шпанска. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. И приборот и салфетките? Bésame mucho, que tengo a miedo perderte después. Ајде, јадењата, Марија. Ајде, тука како што од оваа страна може се да поставите, стекува последната минута, морам да ве прекинам. Ајде. За да не брзаме на крај и да не задоцниме, Блага и шеф Никола во тимот на доматите. Само внимателно да не ви клацкаде во десно, господјо. Да, може тоа пред вас таму да го ставите, затоа што е од вашата кујна, Блага. Десертот, господјо. Главното јадење, понатака. Одлично, супер. Ајде, шеф Боби. Се овие за печени. Враповите печени излегуваат од древна, а истекуваат последните 10, 9,
8, 7, 6, 5 и толку. Завршија пред да истече 20 минути. Имавме и убави песни, и убави разговори и неколку вкусни јадења кои што се веќе поставени на трапезата, а ние заслужуваме една кратка пауза по која се гледаме и дознаваме кој тим е денес поуспешен. Но дали уживаа Марија и Блага? Марија? Прекрасно беше. Ке видиме се и да пробаме, да видиме што сме направили. Почувствувавте ли така пејки некоја тензија, нешто да има? Не. Страх не ве фати дали ќе стасаме? Не. Господјата е вистинска домакинка, така да немавме проблем денеска. Можевме и да пееме, и да готвиме. Све. Супер. А и Блага исто во тимот на доматите. Како вие тука поминавте? Одлично. Супер се снајдовме. Да, лесно ни беше. Немавме потешкоти некој денес. Се разбиравте ни с песна. Супер беше, убави песни, ми ги погодија сите песни, баш оние омилени песни кои што ја ги сакам. Браво, фала ви уште еднаш. Ајде, Петроле, пиле шарено, да видиме ние сега што имаме за Идеме да пробаме, ајде. Направивме еден солен колач, може да го кажеме. Така солено тестенце едно, каде што суџукот ситно го исецкавме кој што го имавме, модриот патлиџан кој што го имавме ситно сецкан, додавме перцал младо кромиче внатре, 2 јајца, додавме малку брашно и мешавина од зачини. Направивме на убава густа смеса која што ставивме на премачкана тава со путер и отиде во рерна. Некаде пред крајот да биде готово, извадивме, додавме моцарелата и ја вративме во рерна да ни се запече. Најдозгоре имаме сусам ставено и малку кетчап пред крајот ставивме, така да ја направам кеф на Сања малку. Да, Сања секогаш сака да има сусам и кетчап. Ми се допаѓа, баш моцарела како убаво се растопила. Не ја ставив внатре, ќе ми направи една влага и ќе пропадне, а вака погледам дека убаво печено, убава структура. Ровко за јадење. И се надам ќе биде многу вкусно. Мадам, повелете, уживајте и кажете ми дали сме го погодиле. Искрено да бидете. Одлично. Да, на вкус добро е, Многу. погодено. Супер. Се мачавме малце, требаше да биде рендано, но не иде на ренде Да, тоа. па се. Најдовме Многу е решение убаво. ни. Благодарам господине на здраве. Благодариме за ова предјадење. А сега ќе видиме какво предјадење не очекува во тимот на пипирките, што тоа ни подготвија шеф Боби и Марија. Господјата ми донесе една одлична комбинација, зеленчукова комбинација и решивме да направиме една убава зеленчукова крем супа со чипсот тортилја. Најпрви зеленчукот, најпрви во тава, во тенџерче додадовме ситно сецкано кромиче, со малку путер и масло за јадење кристал, убаво го пропршивме, потоа ја додадовме зеленчуковата мешавина, внатре имавме морковче, кумпирче, грашок, пчинка, сето тоа убаво го пропршивме, додадовме водичка внатре, мешан зачин, еленка, сол и бибер. Оставивме до крајот на емисијата убаво да ни се свари, на крајот ја изблендиравме, ја сервиравме во една чинија, од страната малку кисела павлака и чипс од тортилја. Чипсот од тортилја го направивме на скара, добро загреана, додадовме малку кристал масло за јадење од озгора, додадовме мешан зачин, еленка, малку буковец, убаво ги испекавме тортилите и на крајот ги сековме на триъгълничиња. Ги сервиравме со оваа топла супа крем зеленчукова, за да имаме една одлична комбинација. Повелете, господјо, дегустирајте, земете си малку од чипсот. Да. Се надевам дека ќе ви се допадне. Да, со киселата павлака одлична комбинација. Сега ќе се дегустира Марија. Ете така. Може вака. Така, господјо, сакам да уживате. Не мора сосетата. Убаво ми се бендишува. Убаво. Ми се допаѓа, господјо? Многу убаво. Ми се бенди се, значи. Ми се бендишува. Браво за Се шеф значи, Боби. дали добро се погодено, господјо? Дали би ја подготвили и вие истова дома? Па како да не? На здравје. Ова не е како едно школо. Овда. Имаме уште една предјадење, тоа е враповите кои што ги имавме. На самиот почеток кажавме дека ќе направиме врапови. Во меѓувреме најпрви исецкавме да пропржиме кромитче, додававме мешавината од зеленчук која што ми ја донесе господјата. Сето тоа убаво се пропрши, додававме 2 чешниња лукче ситно сецкани внатре, додававме мешано мелено месо внатре исто така, додававме доматен сос, микс од зачини, додававме малку бибер и сол и сето тоа убаво го пропршивме. Оставивме да не биде така сочно со доматниот сос и на крајот на тортилите нанесовме од целиот тој фил, додававме рендан кашкавал, ги свиткавме во ролнички, ги ставивме на една тава за печење. Од озгора додадовме од филот кој што ни остана, додадовме рендан кашкавал, додадовме малку доматен сос и сето тоа отиде во рена да ни се пече со малку оригано. И имаме одлична комбинација исто така за предјадење.
Еве вака сега, убаво запечено од озгоре кашкавалчето. Јас ќе пресечам на половина. Да видиме како тоа изгледа. Еве вака да видат гледачите тоа како изгледа однатре. Одлично. Мирисав многу вкусно. Парченце. Мало парченце, господјо, за да не ве не јадеме да можете да пробате од се. Еве вака јас ќе го пресечам уште малку, да не ви е големо. Да, а вие ќе си уживате оваа дегустација, она што го подготвивте со шефот. Поверете, господјо, дегустирајте, уживајте. Се надам ќе ви се допадне и овој вкус. Немавајте да не е жишко. Јас топло обожавам. Да не заборавив да Ова е кажам. многу. Да, во самиот фил додадов и ситно сецкана чадена сланина. Да. Тие се мои вкусови за тортилја, сланинче. Браво. Дали ви се допаѓа Све си вкусот, сакам. господјо? Да, многу убаво. На здравје нека ви. многу Тоа добро. беа нашите Вкусно предјадења е. за денеска. Две предјадења како одлични предлози и за вас, драги мои, а сега одиме кон главното јадење во тимот на доматите, каде што има пилешко срце, односно Пилешки дропче дропчиња со со срце. срце. Да. Таа пилешки дропчиња со срца ги сецкав и веднаш ги ставив да се варат во солена вода. Додека они се вараа, ја во една воктава додав внатре една главица кромици одсецкан, додавме суџук на коцкички, додавме модар патлиџан на коцки, додавме малку прас натре и 3 чешни јалук. Сето тоа убаво се пропржи, додавме црвен пипер, буковец, ставивме вода и додавме една коцка говедски бујон. Фалеше нешто зачини, го дозачинив уште малку и потоа сварените или обарени дропчиња со срца ги седивме и ги ставивме во целата смес. До крајот на емисијата убаво се крчкаше и добивме еден преубав резултат. Кој милува вакви вкусови, вакво јадење, ова е една одлична рецепта. Имаме и ловоров лист внатре, да го збогатиме вкусот. Преубаво сочно, сето убаво е издинствено. Ева вака земе дропче, малку од овој преубав сос. И дегустираме. Супер изгледа, сигурно и одлично. Па се надевам дека ја го пробав, морав да пробам дали е зачинето и многу ми се допаѓаше вкусот на сосот. А вака како комбинација би требало да е убаво. Очекуваме да ни кажете. Супер. Одлично. Многу убаво. Ми се допаѓа? Таков вкус. Да. Убава идеја, ќе го подготвите дома. дома ќе се подготви. И да го направите. Фала ви. Јас сум среќен што сум ви дал една нова идеја. Браво. Одлично. Нови идеи секој ден во брза кујна и во едниот тим и во другиот. Сега одиме кај пипирките каде што имаме уштипци кои што шеф Бобе ги подготви од мешаното мелено месо кое што го имаше денес во неговиот тим. Така е, да. Имавме преубаво свежо мешано мелено месо кое што го додадовме во еден длабок сат. Внатре додадовме ситно сецкано перце од младо крумиче, додадовме ситно сецкана чадена сланина, додадовме едно јајце, малку брашно, додадовме мешан зачин, еленка, буковец, сол и бибер. Додадовме, да не заборавам нешто Сања? Не, толку. Ситно сецкан макдонос и 2 чешниња ситно сецкано лупче додадов. Седо тоа убаво го замесивме, направивме уштипчиња кои што ги ставивме на скарата да ни се печат од двете страни. Во меѓувреме ни остана чадена сланина која што ситно ја сецкавме со 2 чешниња лупче убаво да ни се пропржи, додадовме малку водичка, крем за готвење, мешан зачин еленка. Седо тоа убаво го издиставме и ги преливме од озгора уштипците. Малку макдонос, малку чипс од тортилја додадовме внатре. Имаме една одлична, богата порција за главно јадење. Јас ќе земам еден од уштипците овде вака. Дали сакате од тортилјата, господи, уште да ви пресечам? Не баш сега. Еве вака од уштипците. Добре. Пробајте си, дегустирајте, уживајте. Се надам ќе ви се допадне овој вкус. Ај Бобе ќе проба да бидеме сигурни. Би сакал да пробам Сања, А зашто да не? да видам за зачин да не сум утнал нешто. Не, добро е. Супер, добро е, супер. Вкусот е многу убав. Вкусот е многу убав. Браво. Ви се за вас. допаѓа, Ке господи? си правиме. На здравје нека ви. Да, многу е убаво. Со интересни идеи ќе си ги испратиме денес нашите асистентки од предјадење до десерт. Верувам дека сега и десертот ќе биде толку вкусен, да Блага ќе посака и дома да го подготви, па ајде шеф Никола, навистина многу убаво ти изгледа. Да, ми дојде идеја некоја нешто различно да направам. Имавме круши едни пралини, некои чоколадни колачиња. Колачиња да ги ставиме во блендер со 2 јајца, млеко,
пecivo, брашно и кора од лимон. Сето тоа убаво го изблендиравме, направивме на убава густа смеса. Двете круши дамата ми ги излупи, ги сече на убави коцки и ги ставивме да се карамелизираат во претходно 5 лажици шеќер на тава, убав карамел, потоа дадени крушите внатре. Од кога почна да омекнуваат, ја сипав цела таа смеса од тесто која што ја направивме и се отиде во рерна. На крај кога го превртавме, цел карамел е веќе врз самиот колач и сега ќе видиме натре како е. Натре треба да има друга боја. Сега ќе видиме. Така по моја предпоставка некоја, заради тоа што тестото беше бело. Шарено е. Да. Зебресто, што би рекол ти. Внатре е убаво, испечено, да, од озгора убаво искарамелизирано. Господи. Поверете, внимајте, него боцна фола, убаво карамелизирано, такво мекичко, лапни голби. Прекрасно. Супер, јас сум задоволен, се надам дека и вие. Сите Фала ви. јадено и солено и предјадено и главно одлично. Супер, одлично, браво. Благодарам на доматите, одлично завршена работа. Сега да финишираме и во тимот на пиперките, каде што има 2 дуњи и таа налва на кристал, а од тоа имаме некој интересен пудинг. Да, па пудинг повеќе личи на сладко од дуњи со таа налва. Најде да кажеме што направивме. Најпрво ги излупивме дуњите, ситно ги сечкавме на коцкички. Во меѓувреме ставивме во едно тенџерче малку сок од лимон, вода, додававме шеќер внатре, малку ванилин шеќер, ставивме дуњите да се сварат до крајот на емисијата. На крајот господјата исецка таа налвата, ја додававме внатре, ја растопивме таа налвата и добивме нешто налик на сладко од таа налва, може и пудинг од дуњи. Ова прв пат така пробувам таа налва растопена. Да? И баш сега ќе видам, да. Ме интересира, господјо, дали ќе ви се допадне вкусот. Интересира. Се надевам дека ќе ви го погодиме вкусот денеска. Само дека ќе се засладите одлично. Многу интересно. Многу интересно. А самата дуња го побива тоа благото. Така? Да. Ви се допаѓа вкусот, господјо? Убаво. На здравје нека ви е. Убаво. Тоа Ги беше правиме, нашиот нема што. десерт. Нови рецепти. Ке се прави дома. Да. Нови рецепти, нови идеи, нови предизвици во сите кујни, сите оние кои што сакаат да готват и да искусуваат некои нови вкусови, може да пробаат нешто од денешно понудено во двата тима, а кој тим ќе биде успешен, тоа ќе ни кажат колегите зад камерите. Дали тимот на доматите, шеф Никола и неговата асистентка Блага, или пак успешни се тимот на пиперките, шеф Бобан и неговата асистентка Марија. Меркур, нашите пријатели во Автокоманда ќе ги посети една од денешните асистентки. Колегите зад камерите велат дека денес поуспешен е тимот на пиперките, шеф Бобан и неговата асистентка Марија. Ви благодариме многу, Марија, за учеството. Повелете во Автокоманда во Меркур, имате одлични производи. Верувам дека ќе најдете нешто по ваш вкус. Сме биле веќе во таа Баш ми е драго, продавница, знаеме господја. све што има. Ете така, Благодарам. уживајте. Полни раце подароци нашите пријатели, манастирски лукум направен по традиционален рецепт од Берово. Внука ми рече Повелете. обавезно баба во лукумот да ми го дадеш. Ете, за внуката ваша. Перфект, одлични, перфектни тестенини, број 1 на пазарот. Повелете, Знаеме господја. перфектото, го знаеме убаво. Кристал, одлично масло за јадење, број 1 на пазарот. Исто многу така и трошиме. зачино телинка. Така е, господјо. Значи дека многу готвите. Ви благодарам, Што Марија. бете мој асистент, господјо. А ние сега ќе го почастиме и тимот на доматите со подароци, ќе испратиме и нашата драга Блага. Ви благодариме што ни донесовте убава песна, убава енергија и што бевте наши асистенти. Еве една Блага за вас. Едно убаво сеќавање на Брза кујна и вашето учество и ќе ви дадеме подароци од нашите пријатели. Манастирски локум, направен по традиционален рецепт од Берово. Превкусене. Перфето, тестенините, фантастични, навистина. Пробајте и ќе се уверите во нивниот квалитет. Опа, тука ни е Кристал маслото за јадење, Еленка Зачиното и уште многу други производи од Кристал. Благодарам. Ви благодарам што бевте мој асистент. Исто и на вас. Со неколку интересни идеи се одјавуваме и во денешната Брза кујна. Ви благодарам што бевте со нас, останете во добро расположение, се гледаме повторно утре во редовниот термин. Довидување.